Почнуваме со урбани вести на Прва Скопска. Добре дојдовте. Во сите општини и училишта денеска имаше масовно одбележување на 21 март, денот на екологијата. Ова е веста на денот, а во продолжение следува генералната најава. Еколошката свест на граѓаните на многу ниско ниво. Со засадување 1200 темјанушки, учениците од основното училиште Мирче Ацев го означија денот на пролета и екологијата. Центар не се откажува од мораториумот за градба, а реакциите на граѓанските здруженија не стивнуваат. Ниско ниво на јавни набавки во општините во Скопје во 2017, голем број склучени без оглас. Во сите училишта, градови и општини денеска се одбележува денот на екологијата со разновидни активности, но се поставува прашањето: колку е висока еколошката свест кај луѓето и дали само на овој ден треба да се спроведуваат еколошки акции? Според последните истражувања, Македонија е на дното на листата според нивото на еколошка свест, а Скопје оваа година беше прогласен за втор најзагаден град во светот. Денот на екологијата 21 март се одбележува насекаде со бројни активности во училиштата и општините. Но се поставува прашањето, дали само на овој ден треба да се спроведуваат еколошки акции? Зошто не се грижиме секој ден во годината за да имаме почиста и поздрава животна средина? Еколозите велат дека брзиот начин на живот и развој на технологијата предизвикаа човекот се понесовесно да се однесува кон околината и да заборави на одредени важни фактори кои придонесуваат за поздрав живот и поздрава животна средина. Поради тоа, насекаде низ светот започнаа да се појавуваат голем број организации и здруженија посветени на подигнување на еколошката свест на човекот. Според последните истражувања, Македонија е на дното на листата според нивото на еколошка свест. Водачко место на листата за најчиста земја во Европа го има Швајцарија, додека од регионот на високо место се котираат Словенија и Хрватска. Главниот град Скопје оваа година беше прогласен за втор најзагаден град во светот, што представува застрашувачки факт, а од тоа може да се заклучи дека граѓаните на Македонија имаат ниско развиена еколошка свест. Се почесто може да се види средина каде што никој не води грижа каде го фрла ѓубрето, односно тоа често се наоѓа до контейнерот за отпадоци или фрлено на улица, директно од автомобилот додека се возиме. Како еден од посериозните проблеми се појавува недостигот на еколошки дозволи и еколошки стандарди на фабриките, како едни од најголемите загадувачи на воздухот. Потоа се поголемиот број автомобили во градовите, производството храна во еколошки загадени колени. Нашата држава неколку години наназад почна да спроведува одредени акции со цел подигнување на еколошката свест кај граѓаните, како што се акцијата Ден на дрвото, која што за прв пат се појави во 2007 година со цел пошумена Македонија. Организирани акции за чистење во помалите општини, поставување на контейнери за селекција на ѓубре. Се појавија различни здруженија и организации, меѓутоа очигледно потребно ни е многу повеќе. Треба да се стави поголем акцент на едуцирањето на луѓето во врска со еколошките постапки кои се преземаат. Со засадување 1200 темјанушки, учениците од основното училиште Мирче Ацев го означија денот на пролета и екологијата. Покрај темјанушките во дворот на училиштето беа засадени и 10 декоративни садници од видовите Туја, Розенталис и Ацер, а градоначалникот на град Скопје најави садење на нови 1200 дрвја во сите скопски општини. Екипи на јавното предпријатие Паркови и зеленило денеска на првиот ден на пролета символично засадија 10 декоративни садници од видовите Туја, Розенталис и Ацер и 1200 цвеќиња од видот Виола темјанушка во дворот на основното училиште Мирче Ацев во општина Ѓорче Петров, каде што присуствуваа градоначалниците Петра Шилигов и Александар Нумоски, како и директорот на јавното предпријатие Паркови и зеленило Ардијан Муча и ученици од училиштето. Како што информираше градоначалникот на град Скопје Петра Шилигов, Скопје од оваа пролет ќе биде побогато за неколку нови паркови, чие оформување е во тек.
Само во текот на оваа пролет ќе засадиме повеќе од 1200 висококвалитетни, повеќе годишни дрва, значи не мали од оние кои што веднаш ќе ги внесеме во екосистемот на градот и подигаме, веќе се работиме на неколку паркови во нашиот град. На крај сме со новиот парк во градот позади Филхармонија во Ивни Пајко Мало. Работиме на 2 мали сквера со парковско уредување во општина Центар и во општина Карпош. Работиме на подигнување и зазеленување на хоризонталното и вертикалното зеленило по скопските булевари. Работиме на еден мал парк кај студентскиот дом Стив Наумов. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски нагласи дека општината во следниот период интензивно ќе работи на зазеленување на јавните површини, а побара и од граѓаните да ја зголемат свеста за чување и уредување на зеленилото. Семејството е основна клетка во едно општество, би апелирал за поголема самосвест, особено на родителите, преку своите деца да ги зачуваме зелените површини, бидејќи навистина ние се заложуваме не само за чист воздух и за зеленило кој што одат заедно и за подобрение за нашите деца. Активностите кои денеска беа организирани во пресред на пролетта ќе продолжат и во иднина, како дел од наставната програма на учениците, информираше директорката на основното училиште Мирче Ацев. Денеска ставивме акцент на денот 21 март, денот на екологијата, денот на подигнување на еколошката едукација на младите во Република Македонија. Не само овој ден, ние со годишната програма си имаме вметнато, значи како да ги одбележуваме овие денови во годината. Меѓутоа денеска се става акцентот бидејќи од денеска нели започнува и денот на пролета. Во годишната програма имаме посебен тим кој што работи на подигнување на свеста кај младите, особено од 1 до 9 оделение. Ние имаме меморандум подпишано, односно по 5-ти пат го освојуваме еко знамето во училиштето. Прогласени сме за една од најчистото и училиште кое што постојано работи и добива награди. Денот на пролетта и екологијата учениците го одбележаа и со базар на ракотворби, а средствата од продажбата ќе биде намената за обезбедување на садници кои ќе го разубават училишниот двор. Уставен суд го укина мораториумот за градба во општина Центар, а за оваа одлука реагираат активистите, еколозите и граѓаните. Со одлуката на Уставен не се согласува ниту општина Центар. Градоначалникот Саша Богдановиќ денеска изјави дека е разочаран од одлуката, најави дека нема да се откаже и ќе ги искористи сите правни можности. Не престануваат реакциите по вчерашната одлука на Уставниот суд за привремено укинување на одлуката на Советот на општина Центар за мораториум за градба. Сега уставните судии ќе одлучуваат за тоа дали оваа одлука на општината била уставна или не, а во меѓувреме општинските органи ќе мора да издаваат дозволи за градба според постоечкиот урбанистички план. Уставниот суд ја донесе одлуката по иницијатива на Стопанската комора на Македонија и на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Градежните комори по долго време на јавни настани истакнуваа дека мораториумот во Центар му носи голема штета на градежниот сектор. За оваа одлука реагираше и градоначалникот Саша Богдановиќ, кој денеска на пресконференција рече дека општина Центар е изненадена и разочарана од одлуката на Уставниот суд за укинување на мораториумот за градба и најавува дека нема да се откаже и ќе ги искористи сите правни можности. Богдановиќ додаде дека реакциите на граѓаните по одлуката не престануваат и доаѓаат до нив, а се реагира и на социјалните медиуми. Богдановиќ информира дека си година и пол интензивно работеле на измените на деталните урбанистички планови и додаде оти мораториумот бил начин со кој ќе се спречи спроведување на лошите планови и веќе почнале да постигнуваат резултати. Минатата седница Советот на општина Центар донесе 2 плана – Мирче Мацан и Ново Маало. Ние не се откажуваме од мораториумот и ќе ги искористиме сите правни можности за да донесеме подобри нови урбанистички планови што веќе се работат и поголем дел веќе се во крајна фаза на донесување. Ние одлука официјално немаме добиено, а ова информација ја добивме од контактите со односите со јавност на Уставниот суд и тоа што излезе по медиумите, истакна Богдановиќ.
Најави дека откако ќе ја добијат официјално оваа одлука, тогаш ќе го соопштат нивниот став. Тој апелираше Уставниот суд за 30 дена да ја преиспита својата одлука и да ги земе предвид новите детални урбанистички планови, што се веќе донесени и, како што рече, се од придобивка за граѓаните. Апелираше и до коморите да ја повлечат иницијативата до Уставниот суд и да дозволат да спроведуваат измени кои ќе бидат во корист на сите градежници и граѓани. Мораториумот за градба во општина Центар е времено укинат, се додека Уставен суд не донесе одлука дали тој е законски донесен и во согласност со Уставот. Во Скопскиот регион во 2017 година локалните самоуправи склучувале договори за јавни набавки без објавување оглас. Според мониторингот на јавни набавки на локалните самоуправи спроведен од Сдруженијето на економски новинари, вкупната вредност на овие набавки била 1,36 милиони евра, од кои 40% од договорите припаѓаат на градот Скопје. Локалните самоуправи во Скопскиот регион во 2017 година склучиле 33 договори за јавни набавки без објавување оглас. Вкупната вредност на овие набавки била 1,36 милиони евра, од кои дури 12 милиони или 40% од овие договори припаѓа на градот Скопје. Ова го покажа мониторингот за јавни набавки на локалните самоуправи во Скопскиот регион, спроведени во проектот за јакнување на транспарентноста и отчетноста на општините при трошењето на јавните средства од Сдруженијето на економски новинари, кое денеска ги презентираше резултатите. Истражувањето на јавните набавки на локалните самоуправи во Скопскиот регион за 2017 година покаже дека има рекордно ниско ниво на јавни набавки. Склучени се 809 договори за јавни набавки во вкупна вредност од 2,15 милиарди денари, односно 35 милиони евра. Резултатите покажуваат дека кај 10 општини е утврдено високо ниво на присуство на дискриминаторски елементи во тендерските документации, што може да ја ограничат конкуренцијата. Кај 2 општини според истражувањето забележено е високо ниво на учество на една фирма во вкупните набавки. Набавките имаат само 50% на исполнетост на транспарентноста и кај локалните самоуправи и институциите на национално ниво. Најголеми слабости се јавуваат во фазата на планирање и на следење на договорот за јавна набавка. Сдруженијето на економски новинари го спроведе истражувањето на општините од Скопскиот регион, а други 7 невладини организации во останатите 7 региони во земјава. Центарот за граѓански комуникации го спроведува мониторингот на јавните набавки на институциите на национално ниво. Одбележан светскиот ден на лицата со Даунов синдром. Ана Бландијана, добитник на наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата за 2019. Плати со поезија по 5-ти пат го разубави Скопје. Психолозите препорачуваат користење на мобилните телефони само кога се неопходни. Под мотото «Заедно можеме», денеска Сдруженијето Трисомија го одбележа Светскиот ден на лицата со Даунов синдром. На одбележувањето беше соопштено дека во Македонија ќе биде отворен првиот центар за Даунов синдром. Според некои проценки, на секои 650 новородени деца се раѓа едно со Даунов синдром. Денес е Светскиот ден на луѓето со Даунов синдром, а прв пат е обележан во Сингапур во 2006 година. Причината што е одбран токму овој ден е символиката на броевите во датумот. Име настанува збор за генетско нарушување кој е резултат на вишок хромозом, кој настанува во моментот на зачнување на детето. Со цел да им се даде посебно внимание на децата со Даунов синдром, во Детскиот културен центар Карпош денеска се одржа манифестација, збогатена со многу музика, на која беше објавено дека се подготвува првиот центар за Даунов синдром во Македонија. Со официјални детали ќе се излезе наскоро, со што јавноста ќе биде информирана за каков центар и активности се работи. Децата со Даунов синдром во придружба на своите мајки и баби десетина дена редовно го посетуваа Детскиот културен центар, каде што се одржуваа пробите за денешниот нивен настап.
Пробите ги водеше менторката Сара Кочан од танцовото студио Dancers United, каде што групата на лица со Даунов синдром редовно вежба и освојува награди на меѓународни надпревари. Dancers United веќе 5 години имаме група на лица со Даунов синдром. Пред 5,5 години почнавме аматерски. Сега веќе групата е број 10 до 12 членови активни. И истата група се надпреварува на европско и светско ниво. Минатата година они ги освоија европските титули и светските титули во танци, хип-хоп танци и шоу-денс танци. Продолжуваме со нив да работиме. Дополнително Dancers United, иако е танцова школа каде што имаме латино, хип-хоп, балет, фитнес, ние пробуваме овие лица да ги инклузираме во редовните програми и скоро секоја друга група со типичен развој има и некоја точка со лицата со Даунов синдром. Значи не е само посебна група, туку пробуваме да ги инклузираме во сите останати. Без поддршката на родителите, овие деца не би можела да се вклупат во општеството. За разлика од останатите со типичен развој, нив е многу потешко да ги научите сами да се облечат, да јадат или самостојно да отидат во продавница. Денеска ја прашавме мајката на Кристијан, дете со Даунов синдром, како се справува со животот кој го одредила судбината. Да кажам првен дека да споредам со пред 20 на години и сега, многу е подобро, затоа што веќе нашето општество се запознава со лицата со Даунов синдром, дека можат да учат, да работат и да живеат самостално, ама сепак има и некои проблеми на кои што се сопнуваме ние родителите. Така, со кои потешкоти се справувате и што е она што би сакале да се промени на подобро? Потешкоти има во основното училиште, прифаќање на наставниците, на овие деца, на децата, на родителите на здравите деца, да ги прифатат нашите деца со Даунов синдром, дека не се агресивни, дека се мирни, сакаат да си играат, сакаат да живеат со другите деца и сакаат многу работи како што сакаат и другите деца. Кога завршив основно од 2006 до 2013 па средно до 2017. Што учиш на средна школа? За хортикултура. Така, а сега што правиш? Дали работиш нешто? Сега сум на смероца библиотекарство на педагошкиот факултет. Од втора година, од четврт семестар. Така. И какви се твоите амбиции по завршувањето на активностите на студирање? Активностите се подобри, оди на супер се совладува материјалот за учење со без потешкоти. Во средниот век, за лицата со Даунов синдром велеле дека се ангели, а токму така изгледа и денеска. Ни кажеш ли ти, Илина, колку време се подготвуваше за овој настав? За овој настав ние се спремавме една музика и игравме на една музика македонска. И за тоа сакам да ви кажам дека Македонија треба да биде поубава. Супер, а ке ми каже ли никој друг дали беше тешко да ги научите овие убави движења и овој танц? Не, беше интересно и забавно и пак би сакал со вакви луѓе да танцувам и понатаму во животот. Може ли да ни кажете, еве да речеме, или на кој оделение си ти каде учиш? Јас одам во Јан Амоскомиски, сега сум 9 оделение. Колку време се спремавте за оваа игра? Дали беше интересно, дали се дружевте убаво? Да, се дружевме многу. Се премавме 4 недели. Поред некои проценки, на секој 650 новородени деца се раѓа едно со Даунов синдром. Добитник на наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата за 2019 година е романската поетеса Ана Бландијана. Оваа поетеса се вбројува во најдобрите современи европски поети и е заслужна за афирмацијата на модернизмот во романската литература и поезија. Романската поетеса Ана Бландијана е лауреат на годинешниот Златен венец на Струшките вечери на поезијата. Таа се вбројува меѓу најдобрите современи европски поети и припаѓа на поетската генерација од 60-тите години и е заслужна за афирмацијата на модернизмот во романската литература и поезија.
Одлуката Бландијана да биде годинешен венценосец на Струшките вечери на поезијата денеска ја соопштија директорот и претседателката на управниот одбор на поетскиот фестивал Тодор Четасевски и Елизабета Шалева, а на прогласувањето присуствуваше и романскиот амбасадор во земјава. Во беседата за Бландијана и за нејзиното творештво, Шалева рече дека таа е и борец што стои на страната на правдата и вистинските вредности, а на Бландијана е авторка на 17 стихозбирки, 2 книги фантастична проза, 9 книги есеи и на 1 роман. Нејзиното дело е преведено на 25 јазици и е представено во 80 книги, поезија и проза. Златниот венец на Ана Бландијана ќе биде врачен на меѓународниот поетски митинг Мостови на затворањето на Струшките вечери на поезијата. По повод Светскиот ден на поезијата, денеска се одржа акцијата Плати со поезија на Јулиус Мајнел, каде на 8 локации во Скопје граѓаните со стихови можеа да си го платат кафето. Оваа кампања се одржува во 40 земји, а Македонија е една од ретките земји во која најголемата поддршка доаѓа од самите поети и писатели. Акцијата Плати со поезија на Јулиус Мајнел денеска се одржа по 5-ти пат по повод Светскиот ден на поезијата 21 март на 8 локации во Скопје. Кампањата со која секој што ќе напише стихови за возврат добива кафе, оваа година се одржува во 40 земји. За разлика од минатите, оваа година сите што ќе напишат песна или поема влегуваат во меѓународната наградна игра на Јулиус Мајнел. Само 6 лица од целиот свет ќе може да се запознаат со Том Одел на неговиот концерт во Глазгов на 1 јуни 2019 година. Се што треба да се направи е да се напише поемата или песната, да се сликне и да се постира на Инстаграм со хаштагот PayWithAPoem. 8 угостителски локали во Скопје во кои заинтересираните можеа да платат кафе со поезија годинава се Ревиера, Паладиум, Фонтана, Дион, Центар бар, Бекјард, Ла Кафе и Сквер 21. За оваа акција Македонија е една од ретките земји во која најголемата поддршка доаѓа од самите поети и писатели. Драгана Ефтимова, Наим Илјази, Стефан Марковски, Ксенија Николова, Љубица Шопова, Ирена Јурчева, Искра Донева, Јован Илиевски се само дел од тие кои што ги водат сите кон пишаниот збор, мотивирајќи ги да ги исполнат своите желби и стихови во проза, убавина и среќа. Мобилните телефони стануваат неопходен дел од нашето секојдневно живење, а присутни се кај целата популација без разлика на возраста. Мобилните телефони многу често се причина за намалена концентрација и внимание додека возите или поминувате улица, додека пак апликациите кои ги нудат мобилните се причина децата да не ја следат наставата на училиште, поради што наставниците имаат проблем со концентрацијата на децата на часовите. Исто така многу често се случува кога поради заборавен телефон се враќаме дома да го земеме, кога гледаме во телефон поминувајќи улица, кога возиме и разговараме на мобилен телефон, кога седиме со пријателите и наместо да разговараме гледаме во телефонот. Според едно истражување 26% од луѓето го бараат мобилниот телефон додека разговараат на него, а и многу помалку време им треба да сватат дека го изгубиле мобилниот телефон отколку кога ќе изгубат паричник или некоја друга вредна работа. За тоа колку сме зависни од телефоните, говори податокот дека барем 6 часа повремено поминуваме на интернет, а само на социјалните мрежи Facebook и Instagram кликнуваме до 30 пати дневно, додека вечераме, додека сме во театар, кино или седиме со пријатели. Мобилните телефони и апликациите што ги нудат се причина и децата да не ја следат наставата на училиште, поради што наставниците имаат проблем со концентрацијата на децата на часовите. Во денешно време луѓето не можат да се откажат од мобилните телефони, но она што треба да се работи е културата на употреба на овие телефони.
Психолозите велат, за да почнеме да ги менуваме навиките и да ги користиме паметните телефони само кога навистина ни се неопходни, треба првично да станеме свесни дека сме зависни од нив. Промената на навиката се случува во оној момент кога ќе станеме свесни што правиме, како се однесуваме, како реагираме и во која функција е нашето однесување. Со оглед на фактот дека наставниците секој час имаат проблем со ученици кои не ја следат наставата поради користење на паметните телефони, промената на навиките би било добро да почне да се случува во училиштата преку добро осмислени програми. Лекарите пак велат дека паметните телефони влијаат и на здравјето, па затоа се препорачува да се користат мобилните телефони што е можно пократко и да се избере модел на телефон што помалку зрачи. Светската здравствена организација советува децата помали од 2 години да не играат со мобилни телефони, а родителите да внимаваат врз децата така што наместо повеќе време да поминуваат на мобилните телефони, ќе ги натераат да се занимаваат со други активности. За утре метеоролозите најавуваа зголемена облачност и ќе дува североисточен ветер, а во крајните јужни делови со услови за краткотраен локален дожд. Во Скопје слично време со зголемена облачност и со умерен североисточен ветер. За време на викендот ќе имаме стабилно време, а температурата повторно ќе биде во пораст. Денеска имавме температура до 17 степени, а утре се очекува да достигне до 18 степен. В сабота температурата ќе се движи од 5 до 20 степени, недела од 4 до 20 и понеделник од 1 до 18 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.